И ако е Македонија ослободена во втората половина на новември 1944 година, македонските единици продолжуваат создействата за конечното ослободување на Југославија. Ова чест му се паѓа на 15-тиот корпус, во чиј состав легува 42-та дивизија со 3-та, 7-та и 16-та бригада и 48-та дивизија со 1-та, 2-та и 14-та омладинска бригада. Од почетокот, па речиси до половината на јануари 1955 година, со песмата во борба, маршира преку 15.000 борци на 15-тот македонски корпус во равниот Срем, разместени по гарнизоните Земун, кај што беше штабот на 15-тиот корпус, 42-та дивизија, Батајница, кај што беше 48-та дивизија, Нова Пазова, Стара Пазова и другите. Овие места ќе останат доживотен и траен спомен на преживелите борци. Деновите, проведени во нив, се исполнети со напори и грижи околу владувањето на новото оружје со кое беше вооружен 15-тиот корпус. Денови исполнети со учење, но благодарејќи на родителската и братска топлина на местното население, тие денови се исполнети и со постојана радост и среќа. По двомесечната обука, единиците почнуваат да примат авизи за покрет кон Земскиот фронт. 15-тиот корпус влегува во составот на првата армија, која има и главна улога во пробојот на фронтот. Не мислам да се впуштам во широки разјаснувања на борбите што ги водеа единиците на 15-тиот корпус, нити пак да давам некви коментари оперативно тактички, не само заради куството време, но и заради постојање на други лица кои за тоа можат да повеќе кажат. Затоа овде се задржувам на побитните работи на кои бев лично очевидец. На 11 април задачата на корпусот ни беше јасна. Како се види од скицата, 42-та дивизија напаѓа во првиот ешелон на пошироко фронт, лево од првата пролетарска дивизија и 21-та братска српска дивизија, додека 48-та дивизија се наоѓа во вториот ешелон со задача да го прошири успехот на главниот удар на првата армија и тоа со споглавните сили втората бригада да напаѓа крон Шицки Бановци, а по малките слабите сили да содействува на 42-та дивизија. Со таква задача борците со нетрплење ги чека стрелките на сатот да покажат 4:45, кога 120 артилерски оружја со својот прв платон требаше да го огласат пробојот на Сремскиот фронт. Фронт кого германците, усташите и домобраните го утврдува полни 6 месеци. По артилериската подготовка, која траеше само 15 минути, единиците тргнуваат во пробој. При тоа, никој веќе не можеше да ги задржи ни борците од 48 дивизија. Они корача напред чекор по чекор, а некои и трча, охрабрени од успехот на првиот ешелон, а со силната поддршка на авиацијата, артилеријата и тенковите, до вечерта на полно извршена задачата, ослободен е Товарник и Шицки Бановци. Иако единиците од 15-тиот корпус во претходната ден има 15 километри под борба, утрото ден на 13 април во Мугрите тргнуваат по главниот пат кон Винковци. По неколку помалки студирања, точно во 12 сатот задачата беше примена. На Винковци напаѓа 21-та српска дивизија и 48-та дивизија, додека 42-та дивизија беше во резерва.
Во сите попатни села срдечно не пречекува и испраќа, а во селото Сремски Лази почнува чак да се приклучуваат на бригадите не само возрастни мужи, него и деца. Нападот почнува точно во 14 сатот. Втората бригада напаѓаше директно на градот Винковци и тоа лево и десно од главната комуникација, а лево од неа напаѓаше нашата прва бригада. Борците, замзевајќи ров по ров, бункер по бункер, до 17 часот натераа ги германците во самиот град, а во 18 часот тие се ликвидирани, а Винковци е наполно ослободен. Потребно е да се спомне дека оваа операција единиците ја извршуваат мајсторски и релативно со многу малку жртви, иако предвидува армијата да трае 3 дена, она е извршена само за 1 ден. Утре дента, на 14 април, водевме тешка борба на Стрижи војна. Тука непријател ги употребува сите сили на утврдениот фронт Џаково, Стрижи војна, Врполја, да ги задржи нашите снаги со цел да створи време и простор за армијата на фон Лер, која се најдуваше во Босна. 3 дена, едно по друго траја јуришите, жестоки беа борбите. За тоа најдобро сведочи бројката од 650 борци и старешини сфрлени од стројот само за неколку часови од 7-та и 16-та бригада на 42-та дивизија. Не се поштедени ни останалите бригади. Само втората, мојава бригада, имаше сфрлено од стројот 194 борци. На 17 април непријателот беше разбијан. Единствената слободна ноќ од пробивот на фронтот беше меѓу 17 и 18 април. На 18 април продолжува гонењето на непријателот со тоа што сега целиот 15-тиот корпус наступа кон Славонска Пожега. А останалите единици на армијата одат кон Славонски Брод. По 3-дневното напорно пешачење, единиците од 15-тиот корпус се најдуват пред јако утврдениот гарнизон Славонска Пожега, кого спрем податоците го бранат 2000 усташи и околу 500 гестаповци. Нападот углавном почнува точно на 20 април попладне и во деноночните борби Пожега е ослободена на 21 април 1945 година до 10 часот предпладне. Непријателот со големи напори се извлекува, оставајќи преку 1000 мртви само на одстојањето од 1 километар. Но ни единиците од 15-тиот корпус не беа поштедени. Тие од периферијата до самиот центар на градот го натопија Пожешките улици со голем број на борци и старешини. По борбата на Славонска Пожега, бригадата минува повеќе од 180 километри и одат на пробивот ка утврдениот фронт Банова Јаруга, Река и Лова. На овој фронт непријателот ги употребува сите сили да ги задржи нашите дивизии, дури врши един против удар со својата елитна 7 СС дивизија на нашата 42 дивизија. И ако постигнува тренутни успеси, истиот е парализиран. На овој фронт треба да се каже да до врвен израз дојдува братството и единството во помош на македонските баталјони кои напати се укружувани, пролеват крв и борците од 6-та личка дивизија, 5-та
дивизија и првата пролетарска дивизија. 48-та дивизија во соработка со 6-та лечка дивизија го разбива непријателот кај село Ваговина и Бојана, додека истото го прави 42-та дивизија на правецот Кутина-Криж. По тешките окршаи во селото Краљевица, Све Свети, непосредно до Загреб, на 9 мај во утринските часови единиците на 48-та дивизија, меѓу кои втората македонска бригада се најдува во главниот град на Хрватска, Загреб. Македонските единици по ослободувањето на Загреб и официјалната капитулација на Германија не се задржуваат. Тие тргнуваат напред кон Словенија, за да ги уништат остатоците на непријателот во словенските планини. Ово го прават на 16 мај, каде втора бригада на Бухор планина кота 863 ги уништува и това околу 2000 усташи. Бригадите и по ослободувањето на земјата не се враќат веднаш во Македонија. Тие во составот на 48-та и 42-та дивизија се упутуват кон Босна со задаток да ги уништат остатоците на четниците и усташите во босанските планини. Со развиените борбени знамиња на кои се блескаше орденот на братството и единството, тие од 3 до 7 јуни честно го извршија и овој задаток, чистејќи планите Мотаевица и Вучак, каде ги разбија и последните остатоци на усташите и четниците.